Манифестацијата Етновешта жена во гостиварско Зубовце собра вредни и креативни припаднички на понежниот пол од цела Македонија. Настанот се одржа во дворот на манастирот Света Марина над селото. Учесничките на штандови ги изложија своите специјалитети, подготвени по старински традиционални рецепти, кои се пренесуваат во семејствата со генерации. Добре дојдовте денеска на оваа манифестација Етновешта жена. Голема благодарност до сите гости што се присутни денеска. Голема благодарност до сите вешти жени што дојдоа денеска да не поддржат на оваа манифестација. Мене како домаќин навистина ми е чест и благодарност и навистина сум пресречна што сум домаќин на една ваква манифестација. Значи после 2 години пехарот што стоеше во Гостивар дојде денеска денот што треба да го предадеме на некој град на кого ќе се падне паричката за наредна година. Мене искрено пехарот ми донесе многу среќни денови и покрај таа пандемија што не зафати, и би сакала значи на кого и да падне паричката да ве следи голема среќа. Големината на човекот не се содржи во тоа колку имаш, него колку можеш љубов да дадеш на останатите. Ова свето место, манастирот, црквичето, заслужува посебно внимание после година и пол од епидемијата. Богатството не е во парите. Сега со пандемијата сите свативме. Богатството е само во пријателите. Најбогат човек е оној кој што има што повеќе пријатели. А вештите жени во Република Македонија се едно толкаво големо семејство кој никој не може да ги уништи, ни па некогаш ќе се случи меѓусебни расправи. Присутните имаа можност да ги вкусат и купат изложените јадења, а средствата собрани од продажбата на храната се наменети за манастирот во Зубовце. На манифестацијата беа доделени благодарници за соработници, поддржувачи и донатори, како и дипломи и награди за вештите жени. Представничките од здруженијата од градовите каде досега не се одржувал ваков настан кршеа погача, а паричката падна во представничката од Кочани, што значи дека овој град следниот пат ќе биде домаќин на Етновешта жена. Поширока репортажа од настанот ќе емитуваме во четврток навечер во емисијата Приказни од Гостивар.